зборови на Драги Михајловски, кои треба да го портретираат ликот на идеалниот преведувач, всушност го портретираат него самиот, тој чуден толкувач на зборовите и нивен ревносен поклоник. Преведувајќи од англиски јазик, Драги секогаш го славеше и го прославуваше својот и наш мајчин македонски јазик. Пишува Елизабета Баковска, а Оливера Ќорвезировска во своето сеќавање за Драги Михајловски го исцртува ликот на преведувачот кој се вградува во јазикот на кој преведува. Во 1993 година Драги Михајловски и Зоран Анчевски го преведуваа романот Љубена на Тони Морисон. Се гледавме речиси секој ден, преведуваа речиси пред мене, фрштеа зборови на сите страни. Драги кажуваше по десетици синоними за едно нешто, се смеевме со Зоки. Понекогаш ги откопуваше зборовите од нашите сеќавања, понекогаш, чинам, ги измислуваше. Ама секогаш ни беа познати како наши, најни, можни. Тоа беше најубавото јазично искуство во мојот живот. Ми остана зборот баздригалница како подарок од Драги. Ни ден денес не знам што значи точно. Го нема во речниците, го нема никаде. Веројатно остана да постои во таа канцеларија во детска радост, во Љубена и во секоја моја помисла на Драги низ децениите од тогаш. И денес прв збор што ми дојде на ум кога слушнав за заменувањето на Драги е токму баздригалница. Нешто полно со бои, со живи, расползени зборови и многу човечка мекост. Зборот на Драги. Нашата негова или неговата наша баздригалница. Драги Михајловски е роден во Битола на 16 октомври 1951 година. Автор е на збирките раскази Речно улиште, Ѓон, Скок со стап, Триполската капија, раскази од шести кат, Пеперуткарот, збирката новели и раскази Глинениот човек, раскази и споредбени коментари и комбинацијата на раскази и драми Патот за рајот. Михајловски ги има објавено и следниве романи: Пророкот од Дискантрија, Смртта на дијакот, Мојот Скендербеј, Бајазит и Оливера, Должници, Швајцарија на Балканите и Бдењето на Одисеи. Објавил и 2 книги за деца: Волшебното котле и други бајки и Сиромавиот и Чучурлигата, како и 2 студии од областа на преведувањето: Нераспнати богови и Под Вавилон, задачата на преведувачот. Добитник е на Рациновото признание и 2 пати на наградата Стале Попов на Друштвото на писателите на Македонија. Михајловски ги има добиено сите награди за книжевни преведувачи во Македонија. Во 1996 година ја добива наградата Григор Прличев за препевот на епот Загубениот рај од Милтон, а во 2006 година наградата Зимски саем на книгата за препевот на сите сонети од Шекспир, како и наградата Кирил Печиновиќ во 2009 година за неговите многубројни препеви и преводи на дела од англосаксонската книжевност на македонски јазик. Во 2013 година повторно ја добива престижната награда Григор Прличев за препевот на сите драми и сонети од Шекспир. Од 1976 година работеше на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје, каде што и се пензионираше, како редовен професор на катедрата за англиски јазик и книжевност по предметите теорија на преведувањето и толкувањето и практика на преведувањето. Драги Михајловски преведе 37 драми и 154 сонети од Шекспир, нешто за кое некои оправдано го нарекуваат македонскиот Шекспир. Покрај ова, македонскиот Шекспир е и автор на повеќе од 130.000 преведени стихови, автор на преводите на епот Загубениот рај и Беовулф, како и на прозни дела од Тони Морисон, Кензабуроe, Вајт, поезија од Елиот, Јејц, Шели, Блейк, Вордсворт, Дан, Волкот и така натаму. Светот е осуден на превод, човекот е осуден на превод, сметаше Драги Михајловски, чинот на преведување поврзувајќи го со чинот на создавање и пресоздавање. Чинот што го вршал нашиот Бог кога не создавал нас и нашиот свет е чист чин или процес на преведување, а нашата активност потоа, разбирливо, како негови преводи е само негова имитација, повторно преведување или препреведување на првите Божји преводи. Светот и нас самите со сите начини на нашето живење, физички, духовни.
Тогаш јасно е дека кога човекот ја менува природата, физичкиот свет, тој само преведува. Ги преведува, например, реките во вештачки езера, ги преведува голините во шуми, дрвјата во мебел и целулоза, железната руда во железо, железото во Ајфелова кула, неразбирливиот црцор на птиците во убава книжевност, изгледот на тигрите во поезија, натрешните недоумици и надворешниот од низ животот во проза, джагорот на душата во симфонии, ораториуми, опери, возбудата на окото во слики, графики и така натаму. Преведувањето затоа е широк, најширок семиотички процес при кој што не само што човекот преведува погледот на својот Бог, туку преведува и тоа секојдневно и самата природа, која еднаш преведена од Бога, осудена е постојано да се преведува себе си низ многуте процеси што се случуваат во неа. Може би една од најубавите посвети на преведувачот Драги Михајловски ја напиша Зоран Анчевски, портретирајќи го во песната Превод. Збор по збор ги преведов мртвите во живи, коските во месо, зимите во лета ги преведов летата во зими, на калемив диво на питомо, на змиите кошулки им скроив на ангелите крилја, на зборот станав судија, кој во текстот не смее да се види, заспивав врз главје од туги соништа, се будев во добро утро од мртви јазици, го преведов минатото во сега, денот во ноќ, сегашноста во утре ја преведов, но превидов еден груб, непредвидлив факт, што при секој и сечи преведен здив сум губел еден од моите. Штедро сум се трошел и арчел, сум се дробел без да сетам, збор по збор сум истекувал во туѓо писмо. Драги Михајловски беше човек речник, раскажувач, романсиер, препејувач, преведувач. Оној кој постојано длабеше низ слоевите на македонскиот јазик, откривајќи ги неговите чудни, непредвидливи, незнајни длабочини. Човекот со чие заминување замине и еден речник на македонскиот јазик. Негов личен, но и наш, на сите нас. Ако во нечие заминување има некаква убавина, ако во заминувањето на Драги Михајловски има некаква убавина, тогаш тоа е речникот на македонскиот јазик, музиката и смислата на преводот на македонски јазик што Драги Михајловски ни го остави нам, на македонскиот јазик, на македонската култура. И тој, таквиот, неговиот речник, ќе остане како инспирација за сите преведувачи кои ќе дојдат по него и со умешноста на преводот ќе се занимаваат онака како што доликува на еден преведувач. Да се биде нешто меѓународен пеач и научник, танчер кој танцувајќи во сферата на заумното ја размрсува збрката на јазиците кај Вавилон.